Почитувани гледачи на програмата на телевизија Стар, одвојуваме простор за уште една активност од оние активности на невладиниот граѓанскиот сектор во државава и во општина Штип воопшто, поврзани со решавање на одредени прашања, поттикнување на активности кои што би требало да овозможат предуслови за подобрување на состојбите во одредени области. Овој пат говориме за еден проект кој што во својот фокус ги има младите роми и нивната инклузија од аспект на образованието. Проектот се вика Инклузија на млади роми, наш приоритет, кој е спроведуван од Организацијата на жени Штип, а партнер е Издруженијето за права на ромите од Штип. Ние ќе говориме за овој проект со нашиот гостин Јосиф Рашидовски, кој што е асистент во овој проект, инаку е од Сдруженијето за права на ромите Штип. Господин Рашидовски, добре дојдовте во програмата на телевизија Стар. Како асистент на овој проект, кој што, колку што знам, веќе заврши, можете ли да ни кажете кога се реализираше, од кој е финансиран, кои се генералните податоци за проектот? Точно така, значи најпрво би сакал да се заблагодарам за гостувањето кое што е овозможено. Значи проектот Инклузија на млади роми, наш приоритет, како што самите споменавте, се реализираше всушност со помош на Европската унија, проект кој што е под грант на проектот Градење на посилно граѓанско општество, односно градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на младите роми. Нашата цел со овој проект беше всушност, значи, да се постигне подигање на свест, односно да се инклузираат учениците роми. Проектот, значи, како подгрант го добивме од страна на Ромскиот ресурсен центар од Скопје и Центарот, значи, за семејно и детско згрижување. Она што е карактеристично за овој проект е тоа што времетрањето кое што беше е од самиот почеток на 2018 година, односно јануари, па траеше се до крајот на јуни, односно почетокот на јули. За време на овој проект успеавме да реализираме многобројни активности кои што понатаму ќе подоцна ќе проговориме за активностите. Пред да одиме на тоа што е целта, за да се дојде до целта, секако дека претходно има некои сознанија за одреден проблем. Што беше мотивот на Сдруженијето за права на ромите и Организацијата на жени да се вклучи во еден ваков проект? Еве и вие како представник на ромската популација, што имавте како сознанија за оваа област за да има потреба од ваков проект? Каква е состојбата со вклученоста на младите роми во образованието? Постојано се говори, нели, за тоа дека има проблеми, дека не се вклучени доволно и дека се потребни мерки. Точно така. Значи, по многобројни анализи и податоци кои што беа реализирани од страна на Сдруженијето за правата на ромите и Организацијата на жени, воочивме всушност еден проблем дека кај ромската популација недостасува она алатка која што е најважна во животот, односно образованието. Па затоа подготвивме еден проект кој што сега, значи, го реализиравме, Инклузија на млади роми, наш приоритет, со тоа што сакавме оваа популација која што припаѓа од субкултурни средини да може да се интегрира во општеството, односно да ги изградиме овие млади личности да станат демократски личности и да можат да носат собствени мислења и говори во општеството. И тоа што нивните родители, односно нивните семејства не можат да им помогнат да го обезбедат, токму затоа сме ние тука да им помогнеме да може да го решат овој проблем. Значи, препознаено образованието како еден голем фактор во инклузијата воопшто на било кое малцинство, било која популација во секојдневниот живот. Вообичаено, иако е крај на проектот, веројатно веќе и знаете дали сте ги оствариле целите, која беше зацртаната цел од самиот старт, според проектот? Од самата цел, значи, од самиот старт на проектот, сакавме овие луѓе да бидат интегрирани во образованието, бидејќи знаеме дека дел од ромската популација, поточно учениците кои што се во основно образование, делумно посетуваат настава или пак целосно не посетуваат настава, па затоа се обидовме со помош на овој проект да можеме да ги мотивираме, односно да ја подигнеме свеста на овие деца и на нивните родители за важноста
на образованието како најважното оружје за постигнување на успех во општеството. И се разбира, вие споменувате секој што одредува и целна група кон која е насочена целата активност на проектот. Вообичаено тука секој е дилемата дали треба да се насочи кон самите млади, дали кон нивните родители, бидејќи самите споменавте пред малку на некој начин дека родителите како да немаат време премногу да се занимаваат со тоа. Долго време има и скепса спрема образованието, поправо сакаат да работат со нив некаде децата отколку додат на училиште. Иако се менува работата, но потребни се вакви активности. Каде ги насочивте? Кои се целните групи на проектот? Точно така, значи целната група на нашиот проект беше ученици, млади роми од 6 до 9 одделение. Сметавме дека оваа целна група е потребно да работиме со неа, бидејќи токму овие деца се на ризик, односно најчесто овие деца го напуштаат образовниот процес, односно формалното образование, и најчесто за жал завршуваат со дали малолетнички бракови, дали понатаму работа во странство или пак традицијата и културата, односно обичаите кои што ги има ромската популација се за жал такви што го ставаат образованието на под ниво од она што е потребно. Така, кои се активностите, бидејќи 6 месеци трајање не е ни малку? Успеавте ли да допрете преку овие активности до младите роми? Што се работевте како активности за да се реализираат целите? Во текот на овој проект, значи како најпрва активност, она што го започнавме по добивањето на самиот грант од страна на Ромскиот ресурсен центар, е тоа што започнавме, значи најпрво со идентификување, односно мапирање на локациите каде што живеат децата кои што не одат во училиште, односно делумно одат или пак целосно не посетуваат училиште, при што значи самите ние отидовме на терен, ги лоциравме овие деца, успеавме да позборуваме со нив и нивните проблеми за која е причината зашто тие не посетуваат формално образование, па потоа значи продолживме со нашите активности. Токму затоа ни беше потребна една анкета која што беше подготвена од страна на експерт, кој што беше ангажиран од страна на Организацијата на жени. Експерт кој што ни подготви анкетата со целосно решавање на поточно целосно добивање на нивните податоци и причините, проблемите со кои што се соочуваат, за да можеме директно да влијаеме на нив. И токму затоа успеавме со помош на таа анкета да добиеме податоци кои што потоа беа и обработувани од страна на нашиот тим и организацијата. Како основа на тоа што понатаму би се работело, ќе проговориме за тоа што понатаму после анкетата се работеше, но интересно е, мислам дека бидејќи кога станува збор за млади, колку беше лесно да се допре до нив со анкетата, колку требаше напор за да се обезбедат одговорите, бидејќи таа кооперативност многу често луѓето се алергични, би се рекло, на анкети, често пати им е прекуглава од политичките анкети. Дали успеавте да допрете до нив да ги добиете вистинските одговори? Дали мислите дека ги добиете? Точно така. Кога вршивме всушност теренска работа, да, имавте директни контакти со нив, така? Точно така. Значи имавме директни контакти, ги посетувавме нивните домаќинства и она што ни беше најтешко е тоа што дел од овие деца не ни знае всушност за што се работи, зашто сме всушност ние доедени таму. Па затоа ни беше потребна од помош од страна на нивните родители или пак некоја постаро лице од нивните семејства, кој што ни помогнаа всушност да можеме да допреме до нив и да дознаеме причината, односно проблемот поради кој што тие не посетуваат настава. Врз основа на тоа истражување на анкетата, што беа следните активности, бидејќи веројатно беше следната фаза во која што треба да се работи директно на подобрување на состојбата. На кој начин тоа се реализираше? Точно така. Значи по обработката на податоците кои што ги добивме од вршењето на спроведената теренска работа, се работеше на креирање, односно подготовка на информативна брошура, која што ни помогна многу во спроведувањето на другите активности, поточно највеќе ни помогна во спроведувањето на работилниците, кои што ги креиравме заедно со помош на нашите учесници, односно ученици роми.
Информативната брошура ја креиравме ние како самиот проектен тим, кој што потоа како нацрт драфт беше даден во печатница да може да се испечати, кој што беше даден во 100 примероци и беше поделен понатаму во следните активности. Да, тоа се работилници кои што биле спроведени, гледам дека требало да бидат вклучени студенти роми. Беа вклучени активно? Точно така. Да пренесат искуства, да остварат подобра комуникација, претпоставувам. Значи во проектот беа предвидени најпрво 6 работилници. 6 работилници со запознавање на нашите проектни активности, односно 3 работилници кои што се спроведа со самите деца, а останатите 3 работилници беа спроведени со самите нивни родители кои што автоматски доаѓаат заедно со нив. Оно што е карактеристично за овие работилници е тоа што имавме улога и токму јас имаше улога и останатите мои колеги и колешки кои што се студенти при Универзитетот на Гоце Делчев Штип, кои што влијателно покажа добра соработка и успеа да ги мотивираат децата кои што беа идентификувани, кои што учествуваа на работилниците. Децата кои што всушност учествуваа беа од 6 до 9 одделение и се работи всушност за бројка од 40 деца, околу 40 деца кои што беа од различни училишта, училишта кои што се Гоце Делчев, Ванчо Прке, Димитар Лаков и Тоша Арсов. Како што веќе кажав, на трите работилници, студентите роми учествуваа со нивно портфолио, односно успеја да го споменат, односно да го споделат нивното искуство, односно нивниот животен пат, како стигнале до скалелото кое што се нарекува успех, односно некои од нив веќе се дипломирани и веќе имат работно соодветно место. Па затоа самите тие деца за наша среќа беа многу внимателни и многу сакаа да слушнат за тоа како да успеат во животот и како се интегрираат и тие, за да може да бидат како останатите. Овие студенти, значи, кои што помогнаа, самите тие ги вршеа активностите во текот на работилниците, односно покрај нивното споделување на искуствата и нивното знаење, им помогнаа како ментори, односно како модели, самите тие да размислуваат критички, при што значи им помагаа за различни активности како што се например спроведување на критичко размислување, како самите тие да действуваат во одредени ситуации, што за нив значи образованието и како да продолжат со нивното образование. Овие работилници, каде се спроведуваа работилниците, од каков тип беа, значи работилници, дали лоциравте нешто и во самите училишта кај што учат учениците? Точно така, значи дел од овие работилници се спроведуваат директно во самите основни училишта, кои што исто така голема улога има и наставниците кои што ни помогнаа да ги идентификуваме овие деца. Исто така ни помогнаа да можеме да ги спроведеме овие работилници и да ни дадат мотив плюс, кој што исто така и за децата беа мотив за да учествуваат на овие работилници. А исто така како друга локација која што ја спроведувавме беше и Издруженијето за правата на ромите, односно канцеларијата и Организација на жени. И сега, пред да преминеме и на другите активности, оние кои што се останати, веројатно не беа овие сите активности, колку е од значење вклучувањето на наставниците? Бидејќи рековте битен момент да се лоцираат оние кои што би учествувале во проектот, веројатно и наставниците знаат многу како доаѓа до проблемот, од каде е генезата на проблемот да не доаѓаат многу на училиште децата од младите роми. Колку е од значење комуникацијата со самите училишта и учителите, наставниците? Точно така, значи самиот проект, да кажем, немаше да се спроведе како што треба доколку ја немавме онаа потребна соработка со наставниците. Бидејќи ние покрај теренската работа која што ја спроведовме, сепак ни беа дополнително потребни некои информации кои што ќе може да ни ги дадат наставниците, кои што веќе ги знаат оние деца кои што имаат проблеми со школувањето, не доаѓаат на училишта, а сепак им е потребна помош. Па токму затоа наставниците имаат голема улога и би сакале за тоа да се заблагодариме, за тоа што всушност самите овие деца и наставниците помогнаа да се заврши овој проект.
Овие мотивацијски работилници во основните училишта претпоставуваме она што студентите направија размена со нив за да видат како е, дали овде имаше на некој начин интерактивност со меѓу студентите, меѓу предавачите на некој начин, презентерите и самите ученици. Точно така. Пробавме со самите студенти да не биде она формално презентирање на некои наши работи. Пробавме да биде малце интеракција со овие ученици, бидејќи сепак се работи за деца кои што се во мала возраст и сепак им е потребно, значи, нивно размислување, наше размислување, да ги потикнеме за да можат и самите тие всушност да размислуваат понатаму за поголеми работи. И оно што беше карактеристично е тоа што самите ученици си ги споделуваат своите проблеми. Иако има проблеми, дали се работи тоа за финансиски проблеми или пак домашни проблеми, можеби традиција или пак некои се заминати во странство, сепак тие ни ги кажуваа нивните проблеми и можевме со помош на нив да успееме да ги детектираме оние проблеми, одnosno области кај што треба да работиме самиот тим. Многу интересен моментот, значи децата се можеби и на некој начин ќе се најде начин бидејќи во училиштата па студенти со нив комуникацијата со родителите. Реков, често пати се говори дека можеби таму е круцијалната алка, сепак од семејството почнува се. Колку со родителите беше лесно да се соработува и колку е успешна таа соработка? Колку можеби дознате дека во иднина уште повеќе е потребно да се работи со самите родители во овој поглед? Вака сега и самите родители знаеја дека всушност образованието е најдобрата алатка за да може самото дете да успее во животот. Но тие исто така ни ги споделија своите проблеми, искажувајќи дека сепак се работи за оние финански проблеми кои што најчесто тие се иселуваат од своето родно место, напуштајќи ги оние семејни вредности и исто така ги земат и своите деца со нив, кои што го напуштаат училишто и потоа се потешко и потешко е да се стабилизираат, односно да пронајдат потешко да се интегрираат во општеството нормално. Да се пронајдат во нова средина. И токму затоа всушност зборувавме со нив и им кажавме за потребата од образованието кое што нивното дете треба да ја добие, бидејќи сега доколку не ја добие понатаму ќе се потешко и потешко ќе биде за нивното дете. И сепак има разбирање за нашата презентација, односно за нашата дискусија со нив и дадоа збор поточно ветија дека нивните деца тие ќе се потрудат да бидат пред нивните деца за да добијат се оно што е потребно. Пред да преминеме на резултатите, дали имаше уште активности, јас забележувам со истражувањето, работилниците, дали има уште некои активности кои што не ги споменавме, кои што се реализира во овие 6 месеци? Точно така, значи по завршувањето на овие работилници, како наша активност исто така имаше предвидено посета, односно студиска посета во Скопје, кој што сепак нашата цел беше рекреативна, односно забавна, при што имавме намера самите овие деца да стекнат нови пријателства, да се здружат и да може самите тие да се осеќаат, односно да се чувствуваат дека се еднакви согласно со другите. Па затоа се ангажираше на посета во Скопје, кој што ги однесовме во зоолошката градина во Скопје, кај што има добра забава, може да стекнат нови пријателства, има забава во текот на патувањето, може да видат некои работи, да се фотографираат и така. Да се даде една друга димензија на целиот проект, претпоставувам. Бидејќи е завршен проектот, веројатно веќе се сумирани и резултатите, имате некои сознанија. Какви се резултатите според вас и што е заклучено практично како заврши овој проект или пак уште не е завршено со комплетниот извештај или пак сумирање на резултатите? Точно така. По спроведувањето нови активности спроведовме повеќе активности за да се обработат овие податоци, односно нашите резултати кои што ќе бидат пример за понатамошни действувања во општеството, односно на локално ниво во општина Штип,
односно да се даде насока на тоа каде треба се работи за оваа популација. Знаеме дека образованието и вработувањето се едни од најголемите причини за сиромаштијата која што ја имаат ромската популација, па затоа направивме напори да се направи една анализа, односно да се направи како една брошура, односно книга која што ќе биде збирка од резултатите и спроведените активности кои што се планираат и плюс препораки, заклучоци за идни действување на локално ниво во општина Штип. Така, забележувам дека подигнување на самодовербата кај ромските деца за да понатаму бидат посигурни во нивниот живот, да се интегрираат, да се подобри капацитетот, улогата и младинското учество во вклучувањето во образовниот процес и подигање на свеста кај родителите за фактот дека едукацијата е најмоќното оружје за градење на личноста. Се ова го проговоривме. Настрана од резултатите, како учесник во проектот, дали почувствува дека можат да се помрднат работите напред, бидејќи понекогаш е тешко, токму тоа е најтешкиот дел, луѓето да сватат дека е тоа добро и позитивно, или пак ќе сватат, меѓутоа како понатаму, дали откако ќе заврши проектот тие ќе заборават на сето тоа. Зборувам за родителите пред се, бидејќи учениците, децата, со нив се работи од страна на наставниците, ама ако родителите не работат, ќе биде потешко сигурно. Точно така. Бидејќи тие се соочуваат со бројни проблеми покрај традицијата, обичаите, културата и финансиските проблеми кои што ги имаат, сепак направија напори, односно се гледа онаа позитивно движење од страна на родителите, кои што самите тие се ставаат пред своите деца и велат да, ние ќе им помогнеме на овие деца да го завршат своето образование, а потоа и самите тие да може да учествуваат во интегрирањето во општеството и да размислуваат како демократски личности. Тоа се гледаше и кај самите деца кои што ги посетуваа самите овие работилници и исто така имаа своји напори, односно интеракција имаа помеѓу самите нив, а исто така и со тимот кој што учествуваше во обуките, односно самите студенти роми и останатиот дел како што се наставниците и мобилните. Значи може да се каже дека се помал бројот, да речеме, на родители кои што би рекле немој да ми кажуваш што јас со своето дете да правам, бидејќи во минатото имало и такви примери. Да се надеваме дека нема да ги има. Рековме, Сдруженијето за права на ромите е партнер заедно со организацијата на жени. Дали ова значи и партнерство кое што можеби во иднина ќе продолжи во рамките на напорите за напредување на образовната инклузија на ромите, односно она што го бараат вообичаено донаторите на проекти, колку во иднина може да има евалуација, продолжување на овој проект, што би бил ефектот во иднина од самиот проект? Точно така, значи како најбитни методи при спроведувањето на проектните активности се мониторингот и евалуацијата, кои што сепак сметам дека позитивно влијаја во досегашните резултати, односно активности кои што се спроведува, и сметам дека организација на жени во најдобар можен ред ги спроведе овие активности и сметам дека понатамошно ќе можеме да действуваме заедно со нив за да можеме и да работиме на останатите полиња каде што е потребно за помагање на ромската популација. Се разбира, веројатно овој проект инклузија на млади роми наш приоритет и резултатите од него се основа понатаму да се работи, бидејќи сосема е јасно дека работа е потребна во континуитет, посебно во области кои што долго време биле запоставени. Доколку тоа се, јас ви благодарам на учеството во програмата и презентирањето на информациите за овој проект, од кој што најважно е секако да има ефекти, да се зголеми бројот на млади роми кои што ќе се вклучат во образованието. Благодарам многу.